Владата подготвува терен за прифаќање на францускиот предлог. Андреј Жирновски од СДСМ на пресконференција обвини дека владата свесно лажала за можни специјални услови, одложено дејство или членство во Европската Унија без право на глас, а сега веќе нема простор за маневрирање. Наши информации од Брисел зборуваат дека владата на Мицкоски тоа веќе го договорила. И тоа се јасни сигнали кои што пристигнале и од Брисел, и од Белин, и од Париз. Се обидува да направат стратегија. Како? Да го прикажат како победа она што до вчера за нив беше лага и велепредавство. Министерството за надворешни работи експресно ги отфрли тврдењата на СДСМ за тајни преговори со Бугарија, нагласувајќи дека нема отстапки од националните интереси на патот кон ЕУ. Оттаму велат дека институциите редовно комуницираат со европските партнери, но дека нема таен договор, ниту преговори што би значеле отстапки од идентитетот, јазикот, историјата и националните интереси. Наместо да понесе одговорност и да се извини за штетата што ја нанесе врз националните и надворешно-политичките позиции на државата, СДСМ повторно пласира груби невистини и конструкции. Тврдењата за постоење таен договор или тајни преговори се само уште една од низата измислици што СДСМ и ги пласира на јавноста. Нема отстапки од националните интереси, идентитетот, јазикот и историјата. Полноправното членство во Европската Унија останува стратешка определба и крајна цел на оваа влада, се вели во реакцијата од Министерството за надворешни работи и надворешна трговија. Препкувањата меѓу власти и опозицијата доаѓаат откако шефот на дипломатијата неодамна во интервју за МИА рече дека се водат разговори под радарот за трајно и одржливо решение за деблокада на процесот кон ЕУ. Рече и дека нема да има решение по секоја цена и решение кое само по себе нема да биде одржливо. Даниел Василев, Сител телевизија.